This conference will now be recorded. Во ред. Уште еднаш поздрав од нас, целата екипа. Јас сум Ангелина, до мене е колешката Миријана, Андреа колегата и Диме Вакански. Андреа Јавчевски и Диме Вакански. Сега можете вие слободно да ги исклучите камерите. Останувам јас да ме гледате, мислам на камера, да ме гледате, да ме следите, а веднаш ќе ја пуштам и презентацијата. Сега ќе направам скрин, ќе шеровам. Само да ми кажете дали сте во ред. Дали сте гледам? Дали сега во ред? Миријана? Добро. Во ред. Уште еднаш добре дојдовте на нашите отворени денови, кариерни денови, каде што ги презентираме професиите кои што во моментот ги нудиме како обуки во Семас Едукација. Денеска сте дојдени да слушнете малку повеќе за професијата веб дизајнер. Моето име е Ангелина Камчевска, раководител на Академијата за графички и веб дизајн, акредитирани од МОН, воедно и Академијата за UX дизајн спешалист. Исто така го водам и одделот Adobe авторизираниот тренинг центар, каде што се одвиваат официјалните обуки на Adobe. Со мене се денеска, како што споменав, Андреа Јавчевски, веб дизајнер, понатаму колешката Миријана Тасков, она е менеджер за човечки ресурси во Семас Едукација, и Диме Вакански, исто така веб дизајнер. Малце покасно ќе се представат и они самите. Ова е накратко агендата по која што ќе идеме денеска. Мојата одврска ќе биде да ви кажам кои сме ние, малце во пократки некои информации, но нели задолжителни. Понатаму презентацијскиот дел и улога ќе ја дадам на нашите колеги, професори, на Андреа и на Диме, во врска со веб дизајн професијата, да слушнете првично од малата историја, кои се предизвиците на веб дизајнерот, како да се стане веб дизајнер, што е веб девелопер и која е неговата улога, кои се предизвиците комплетно, уште еднаш од страна на веб девелопер, понатаму значењето на серверските веб технологии и потребите и барањата на пазарот на труд. Покасно, повторно јас ќе го земам презентерскиот дел, за да ја покажам програмата, значи професијата веб дизајнер, но од аспект на стручната едногодишна наставна програма, вештините и компетенциите, сертификатите и цените и попустите. Секако и тоа е многу важно. И на крај, нормално, колешката Миријана ќе ја земе улогата на презентер, за да ја каже малку повеќе за кариерниот центар, нашето мрежување и поврзување. Ова е накратко агендата. Кои сме ние? Семас Едукација постои веќе 25 години на пазарот. Горди на овие бројки што ги гледате, околу таа 25-ка. 80.000 слушатели веќе поминале низ нашите клупи. Сето тоа е благодарение на вработените, 36 вработени во нашиот тим и 103 надворешни сертифицирани тренери и инструктори. Тоа што го нудиме ние како компанија се 34 едукативни програми, 12 долги едукативни програми, академии и 327 различни курсеви. И сето ова што го гледате и понудате и ние каде функционираме, работиме во 15 училници, целосно опремени и 15 виртуелни училници. Од понудата, само накратко во интерес на времето, да ви кажеме официјалните обуки кои ги нудиме и тие се по листата на обуки на Семас Едукација и со овие вендори имаме официјална соработка и лиценца за работа. Како што се Microsoft, Oracle, ISTQB, Cisco, AWS, EC Council, VMware, Python, Unity, Autodesk, Adobe, Agile Scrum. Понатаму, од академиите
Оваа боичка што е со лила, тоа се веќе акредитирани академија од Министерството за образование и наука на Македонија, како што е Академијата за графички дизајн, едногодишната стручна програма. Вие денеска сте дојдени на веб дизајн академијата, значи веб дизајнер професијата, да слушнете малку повеќе за нејзе. Внатрешен дизајн академија, тука е UX дизајн академијата. UX дизајн академијата е акредитирана од Министерството преку Центарот за образование на возрастните. Понатаму Artificial Intelligence, идеме Game Development академија, Virtual Reality, JavaScript академија, Software Tester, WordPress академија, Data Science, нешто малку различно од возрастните, тука и IT академијата за средношколци, HR академијата и Digital Marketing. Понатаму, покрај официјалните обуки, имаме и други неофицијални обуки, како што се MS Office, тука се малку поприлагодливи обуки. Тука влегува детскиот оддел со детските курсеви, Linux, HTML, Android, UX дизајн, кратките обуки, C и C++, PHP, Project Management. Понатаму, сега околу веб дизајнер професијата, јас само ќе го најавам колегата Андреја. Андреја, тука си? Андреја? Тука сум, добре. Сум здраво. Тога, повели Андреја, јас се исклучувам во моментов и те следам на слайдовите. Ајде, повели. Здраво, дечки. Јас сум Андреја. Веќе скоро 10 години сум дел од СЕМОС. Од баш на академијата што е за веб дизајн, а од неодамна, од пред 2 или 3 години сум и координатор на таа академија. Подготвувајќи се за оваа презентација, почнав да размислам кога сум го направил првиот сајт. Првиот сајт сум го направил во сега веќе далечната 1998 година и спротивно на тоа што некој ќе ви сугерира, воопшто не сум стар. Сега, зошто одлучив да се занимавам со ова? Затоа што некако ми се види интересно, заради тоа што истовремено професијата бара многу труд, бара многу љубов, бара ентузијазам, бара подготвеност да се учи и да се пробуваат нови работи. И многу луѓе прават грешка, ја прават онаа грешка каде што мислат дека ова е лесно, ова не е лесно. Ова е индустрија која што навистина бара многу, па затоа сега малце ќе зборуваме повеќе за тие работи. Гледнете, молам, следниот слайд. Ајде. Да си пуштам кај мене да ги имам и ја отворено, за да знам што ме очекува. Реалноста е дека веб дизајнот се смени. Ако пред можеби само 10 години дизајниравме сајтови кои што ги развивавме само за еден вид на уреди, работите се сменија. Сајтовите прерасна од многу текстуални, многу едноставни ентитети, да речеме, без никакви мултимедијални содржини. Прерасна до она што го знаеме денес, до респонзивни, мултимедијални и интерактивни сајтови. И ние како дизајнери моравме да се прилагодиме на тоа. Мораше и нашиот пристап кон дизајнот да еволуира, за да успееме да останеме релевантни и да успееме да одговориме на предизвиците на модерното работење. Самите знаете дека веќе не отвараме примерно сајтови на компјутер, на лаптоп, туку отвараме сајтови на телефони, на таблети, на што и да е. И сите тие работи значат дека нашиот пристап кон дизајнот мораше да се смени, мораше да го смениме нашето размислување како дизајнираме сајтови, како што во суштина напредуваат технологиите, така моравме ние да го унапредиме и веб дизајнот. Следниот слайд, молам. Ајде. Сега, баш конкретно ова е предизвик. Веб дизајнот како професија, веб дизајнот како занимање не е нешто што се учи еднаш и остануваме таму. Ако останеме на таа една работа што сме научиле, ќе се останеме прилично брзо. Веб дизајнерот мора да ги следи трендовите, да поставува нови трендови во суштина и истовремено да го надградува цело време своето знаење, со нови техники, со нови алатки, со нови програмски јазици, ако одлучи да го работи тоа,
со следење на трендови, со работи кои што можеби не се толку straight forward колку што некои луѓе мислат дека се. Понатаму од нас се очекува да се адаптираме кон индустријата за која што работиме. Не, чекај, прати се назад. Thank you. Од нас се очекува да се адаптираме кон индустријата за која што работиме. Што сакам да кажам со тоа? Треба да правам сајт што е за, не знам, аптека, измислувам, што и да е, или библиотека некаква. Се очекува од мене како веб дизајнер да истражам за таа индустрија, за да знам што се очекува во таа индустрија, кои се минималните стандарди што еден сајт во таа индустрија треба да ги исполни и што можам јас да направам подобро за мојот сајт да биде подобар, за мојот продукт да биде подобар. Работата е дека не е само дека сајтот треба да изгледа убаво. Вие можете да направите најубавиот сајт на свет и стварно да изгледа прекрасно интересно кога ќе го отвори корисникот, меѓутоа ако тој сајт не е функционален, не сме завршиле работата. Нашиот клиент нема да успее под наводници. И сега ова станува дополнително комплицирано кога ќе земеме во предвид дека веќе не дизајнираме само за еден уред, веќе не дизајнираме само за, не знам, 17-инчен екран или што и да е, него сега дизајнираме за милион уреди. Интернет имаме на се, имаме на телефони, имаме на фрижидери, на тостери и на часовници и треба да претпоставиме дека секој може да го отвори нашиот сајт преку некој уред кој што не очекуваме. Предизвикот е таму да успееме да го направиме нашиот сајт да функционира на мал милион различни уреди и да ги исполни очекувањата на нашиот клиент или очекувањата што ние ги имаме. Сега може следниот слайд. Ајде. Сега, има едно прашање тука што често не прашуваат, а тоа е што прави веб дизајнерот. Наедноставно кажано, веб дизајнерот е тој што треба да го пренесе процесот, можеби, од вистинскиот свет, под наводници, во она што е дигитален свет, она што е интернет. Треба да го направиме сајтот што е можно пофункционален, поедноставен, попривлечен и поинтересен, за да успееме да ги исполниме целите на нашите клиенти. Тоа почнува со обично цртање, со обична скица, со некаков дизајн кој што потоа проаѓа низ ревизии, подобрувања, за да успееме на крајот да направиме, да испорачаме добар продукт. Во рамките на нашите предавања одиме со претпоставката дека нашите студенти се апсолутни почетници и посветуваме внимание да го изградиме кај нашите студенти да изградиме култура и навика за правилно развивање сајт. Не е само да се исклика да се направи дизајн, туку да се постават одредени прашања кои што се важни за да испорачаме продукт кој што е навистина добар. Тоа значи дека почнуваме од најосновните работи, ги прашуваме нашите клиенти што сакаат, кои се нивните очекувања, кои се нивните цели, за врз база на тие, врз основа на тие очекувања, ние да понудиме соодветно решение. Дизајнерот не е само човек кој што седи и клика во Photoshop, дизајнерот е човек кој што успева да ги разбере барањата на клиентот, барањата на одредениот продукт и соодветно понатаму да испорача решение кое што ќе одговара. И сега, за да станете веб дизајнер, можеме на следниот слайд. Thank you very much. Ајде. За да станеме веб дизајнер, треба навистина многу труд, треба многу трпение, треба учење, треба вежбање. На нашите студенти им кажуваме дека ние ќе ви дадеме задачи, ние ќе ви дадеме домашни, ние ќе ви дадеме проекти и работа и што и да е, меѓутоа на вас останува понатаму да се надградувате за да станете, да кажеме, добар веб дизајнер. Дизајнот е апсолутно креативна работа, меѓутоа тоа не е доволно. Треба да се има култура за работа, навика за работа, треба да се има желба да се унапредуваме и да бидеме подобри. Дизајнерот треба да биде технички подкован, апсолутно, да знае кои се лимитите на технологиите кои што ги користи, што може, што не може да биде направено. Има една работа која што константно се случува, со која што ние како веб дизајнери
справуваме како проблема, тоа е кога ќе дадат на графички дизајнер да дизајнира сајт. Дисциплините и струките се комплетно различни и особено е важно да се знае, да се направи разлика меѓу тоа, да се знае дека графички дизајнер не може да биде веб дизајнер, исто како што веб дизајнер не може да биде графички дизајнер во старт. Така да треба да успееме односно треба да се посветиме на тоа учење, на таа едукација, за да можеме да направиме добар сајт, квалитетен сајт и така натака. Креативноста е само плюс, ако некој особено креативен знае да погоди форми, бои, што и да е, тоа е само плюс и тоа е само бонус, меѓутоа не е доволно. Треба да ги препознаеме очекувањата на нашите клиенти, очекувањата на корисниците, да препознаеме што е тренд, не знам, сега се тренд флет дизајни, пред неколку години беа сенки, пред неколку години беа не знам што, не знам како, трендовите да ги препознаеме и да ги искористиме во нашите дизајни. Цртање е супер, меѓутоа цртањето е само основа. Кај нас ќе дознаете многу повеќе, ќе добиете и технички познавања, откувувања, за да можете да бидете спремни да работите понатаму. Од мене мислам толку, Ангелина продолжи. Андреа, не се исклучувај. Не, тука сум. Добро. Само сакав да мала интеракција направиме, значи да усетат дека веб дизајнер не е само цртање, така? Апсолутно. И тој дизајн после треба да го преточат во код HTML, CSS, JavaScript. Апсолутно. Тој момент да им го раскажеш, ако може да им го доловиш, затоа што после Диме ќе премине во бекендот. Така. Ајде. Одлично спомна Ангелина. Одлично спомна Ангелина. Работата не е само да се исцрта под наводници сајт, да се направи во Photoshop тоа. Баш затоа реков дека дизајнерот треба да е технички подкован, во најмала рака да ги знае лимитите на технологиите со кои што работи, а уште подобро би било да ги знае технологиите со кои што работи и да може да од тој дизајн што го има направено, направи HTML, CSS, го под наводници ние го викаме тоа исече дизајнот и да го подготви за поставување на веб, за да можат понатаму програмерите, девелоперите или истиот човек без разлика да го изгради сајтот, да го направи интерактивен. Немојте да мислите дека веб дизајн е само оноа седам и цртам во Photoshop или во XD или во што и да е, туку дизајнот е многу повеќе од тоа. Од дизајнерот at the end of the day се очекува да може да испорача темплейт, кој што понатаму може да биде имплементиран во некаков сајт. Тоа значи да знае HTML, да знае CSS, да знае JavaScript, да се надградува и на тие полиња, за да биде up to date со технологиите кои што постојат. Супер. Ето, тоа е и втората фаза. И сега ја ќе продолжам понатаму. Сега ќе му кажеме, ќе го поканиме и Дина Вакански. Диме? Да кажеме тука сме. Се надам дека ме слушате. Да, чеки малку само. Слайдов има некое видео. Мора да промине. Еве. Окей. Да. Да. Окей, мало запознавање со мене, значи веб девелопер од 2007 година. В моментов сум инструктор по модулите кои ги имаме во оваа академија, сервис веб технологии и сервиска веб оправени. Реално тоа е надобразување на она што го збореше последно Андреа, да видиме што ќе правиме со тој дизајн. Реално тоа е целата работа на девелоперот. За мене само кратко, значи оддавна работам со веб сајтови и веб апликации од 2007 година. Некако како продолжување на моето високо образование, уште пред да завршам фактички навлегов во оваа работа и баш кога што сум младо, верували или не, никогаш не сум помислил да сменам професијата. Значи, што кажува тоа? Дека едноставно, како и се во животот, треба да го сакате тоа што го работите, за да бидете успешни и да можете да го работите тоа професионално.
Можеме наредниот слайд огледаме? Океј, што е веб девелопер и неговата улога? Значи, го правиме сајтот, изгледа супер, дизајнот е перфектен, но што понатаму? Ќе треба да му дадеме живот, така? Ќе треба да ги извршиме сите потребни функционалности што се замислени од клиентот, од бизнес логиката. Тоа во реалноста значи дека треба да изпрограмираме реално наша веб страна да ги работи сите тие работи што сме ги замислили во реалниот свет. Во смисла, ако има нас контакт форма, да пополнам внатре име, презиме, имейл, па кога ќе кликне send, кај да ги носи тие податоци, што да прави со тие податоци. Од најобична бизнес логика до најкомплексна бизнес логика што можеме да ја замислиме во еден сајт, во сајт како, не знам, Facebook или слично. Процесот е скоро ист. Процесот на развој е скоро ист. Само што се скалабира, имаме scaling on resources, окей? Нашата улога реално како веб девелопери да го спрограмираме тоа со програмски јазик, најчесто бекенд програмски јазик, макар да во модерно време, како што спомнаја претходните мои колеги, во оваа наша индустрија која што е екстра динамична, многу често, многу брзо се менуваат работите. Значи, додека, ако да речеме, допред 4-5 години нели го мислувавме дека можеме да користиме JavaScript за да програмираме работи на бекенд на сервер, сега веќе тоа е возможно. Имаме фреймворци кои го дозволуваат тоа. Сепак, ние кај нас ќе се фокусираме на тој главниот дел кој што ќе користиме стандардни бекенд јазици, во конкретниот случај PHP со MySQL датабази, со кои што во реалноста ќе ги поврзаме сите тие податоци кои што ќе ги собираме од веб страната на било кој начин, ќе ги обработиме и ќе ги вратиме назад како некој респонс, како некој барање. Реално и затоа се наречени динамички веб страници. Значи, вие можете да видите проект да направите веб сайт кој ние што ги викаме визитка, кој корпорат веб сайт, кој што имате само приказна информација, можете да видите и проект кој што имате некоја по-комплексна функционалност, кој што ќе треба да во реалноста да ги знаете лимитите на бекендот и за да можете по-прецизно и по-успешно да го издизајнирате целиот проект што е побаран од вас. И сега, бидејќи можеби некој има некој искуство, можеби некој нема некој искуство со овој дел, значи ние почнуваме од нула. Ќе објасниме што се програмски јазици, ќе објасниме што е фронтенд, што е бекенд и така натаму и така натаму. Можеме на следниот слайд. Конкретно првата точка. Зошто кога ќе кликнам на некој копче се случува ова на веб апликацијата или на веб страницата. Значи, тоа се случува ова е фактички тоа што ние треба да го програмираме како бекенд. Значи, целата функционалност која што е замислена, ние мора да ја isprogramираме. Тој дизајн што го имаме пред нас, тој треба да врши некоја практична работа, најчесто. Освен ако не е некој обичен што викаме визит вебсайт. За да се случи тоа, ние мораме да го isprogramираме тоа, мораме да научиме да манипулираме со податоците и мораме да научиме како функционира како процес и целиот тој систем. Затоа, без разлика дали вие ќе се одлучите само на веб дизајн со фронтенд или слично,
ви гарантирам дека во текот на вашето професионално и работно искуство после завршувањето на академијата ќе се сретнете со вакви предизвици, кај што доколку не го знаете тој процес на бекенд програмирање, ќе имате главоболки. А доколку го знаете, вие ќе имате целата слика во глава како иде флоуот на сите тие податоци, кои што се битни за обработка, као мислам податоци, најпрактично да ви е, ако можете да се замислите, не знам, било што и да правите сите вие на интернет, кај што најчесто ќе треба да внесете, да речеме најобична логин форма, која треба да се најавите на некој сервис или на некој вебсайт. Значи, кога го внесете вашиот имейл, кога внесете вашиот пасворд, тоа значи дека со клик на тоа копче, ние веќе правиме поврзување со некоја база на податоци, која што проверува дали е точен имейлот, дали не е точен, дали е точен пасвордот или не е точен, врз база на тие респонси, на тие одговори што ќе ги добиеме од база или на претходно друга некоја валидација, ние веќе правиме друг респонс на страната. И целиот тој флоу е многу битно да го знае без разлика кој да е инволвиран во оваа наша индустрија. Значи, од веб дизајнер до бекенд девелопер, до QA guy, до сите. Не во детали се разбирам, значи, кој не мора да бидете ви добар бекенд девелопер, за да бидете одличен веб дизајнер, ама тој цел software life cycle, development life cycle, ако го знаете, ќе ви биде многу полесно за да ги креирате вашите продукти. Значи, реално ќе се запознаеме со програмски јазици, значи во конкретниот случај open source PHP, база на податоци MySQL и MariaDB. Тоа се алатки кои што се користат за развој на тој заден дел на апликациите. Така што ќе добиете знаење, доволно знаење да можете да се снајдете горе-долу во секоја ситуација, бидејќи концептот е без разлика дали бекендот ќе користи PHP или ќе користи C# или ќе користи Java или ќе користи било кој друг програмски јазик, концептот е ист. Океј, можеме да направиме слайд на. Значи, најчесто што би работеле со вашата професија и кај би работеле. Значи, многу голема веројатност е да завршите на софтверска компанија, кој што ќе бидете најверојатно дел од некој поголем тим, на кој што ќе работите како веб дизајнер или UI UX дизајнер, кој што ќе ги креирате сите тие мокапи и финални дизајни за некој вебсайт или за некоја веб апликација. Исто така, дел од вас може да завршат и во маркетинг агенции, значи тоа се најчесто као хабови за меѓу клиентите и девелоперите. И во последно време многу такви агенции кои што, да речеме, не се специализирани само за веб девелопмент, бидејќи овде може да се интегрира и интернет маркетинг, и search engine optimization. Најчесто тие интернет маркетинг агенции имаат потреба од дизајнери кои што ќе работат директно на проекти за нивни клиенти. Фриленс, значи, тоа исто така многу наши колеги го практикуваат, кои што преку сите овие платформи што се достапни, као Upwork, као TopTal, као еден куп други, можете да направите ваши профили, можете да почнете процесот на набарање на клиенти и на проекти. И ако тргнете во тој пат, ви гарантирам дека сигурно некои 3-4 години ќе заглавите пред да почнете да размислувате за нешто друго. Многу динамично да бидеш фрилансер, бара исто така
бара исто така, ако може да го вратим предходно се, исто така вештини на комуникација со клиенти и такви некои додатни работи, но сепак е многу предизвикувачка професија. Сепак ја најдам бидете директно во софтверска компанија, во веќе изградени тимови, кои што ќе добиете многу добар инсайт за тоа како функционира цела оваа индустрија на ниво на тим, на ниво на комуникација и слично, кои што ќе го преминеме, ќе зборуваме за тоа, мислам, во наредниот слайд, да, Илина, може? Океј, горе тоа е, значи, што би требало да заклучиме од овие неколку слайди е тоа дека мораме да направиме врска помеѓу дизајнот и податоците. Таа врска, таа конекција, таа интеракција се прави со помош на тој бекенд дел, кај што се вклучени програмски јазици, серверски програмски јазици, бази на податоци, и слично. Исто така ќе спомнеме некои делови околу конфигурирање на тие сервери, на тие бекенди и слично, кај што ќе се запознаеме со тој дел во модулот серверско управление. Диме, Сега или да остетат што се работи во академијата. Како практични примери, може ли неколку примери да одвоиш што сработија студентите сега во вториот семестар? Може? Да, сега, да. Океј, значи, во последна група што водевме, значи, правевме два проекти паралелно, кај што креиравме една веб апликација, наречена Student Grader, кај што имавме класичен логин дел, кај што корисникот може да се логира, имавме регистар дел, кај корисникот може да се регистрира на система, и сето тоа беше направено од нула. Значи, целиот код и целиот лејаут и дизајн го направивме од нула. Потоа си измисливме некои наши пример функционалности во апликацијата, си направивме додавање на студенти, додавање на курсеви, оценување на студенти и слично. И целата таа интерактивна апликација ја направивме од нула. Кај што 90% од студентите ја направија сами и беа презадоволни од тоа што имаат практично искуство. Реално на крај на модулот тие имаат направено целосна апликација. Исто така колешката Ања, која што водеше практичен дел околу овие предмети, со неа направија уште една апликација, кај што направија динамична фотогалерија, кај што студентите направија апликација, користејќи ги овие технологии, кај што можеше да се креира еден вид на студентска фотогалерија, кај што можеше да се креира профил, да си прикачи сликите, да направиш категоризација по албуми и сето тоа направено дизајнерски перфектно од нивна страна, значи со модели, со попати, со многу проекти направени и тоа целесно. Од дизајн. Не слушате сега? Ало? Да, јас те слушам. Добро, сега се слушаме? Нешто се исклучи во меѓувреме, ја пуштив микрофончето. Се извинувам ако на некој. Да. Значи, сите тие проекти ги направи од нула. Тоа значи од почеток цртање, скетчеви, Photoshop, HTML, CSS и на крај бекендот. И JavaScript. Така да имате еден full stack обрат на целиот процес на изработка на вакви проекти. Значи, не е фокусирано само на еден ден. Значи, ќе се запознаете со целиот life cycle, што е многу битно за работа во нашата индустрија. И тоа
со користење на најновите практики, технологии и слично. Генерално толку од мене за сега. Ако имате некои прашања слободно или ако оставаме за крај тоа, може да продолжи. Супер. Значи, мислам дека преска не ме слушавте додека зборував. За секој прашање што се однесува до било кој колега од презентерите, може да се напише во чат полето и ние на крајот од сесијата ќе одговориме на сите прашања. Еве, ги охрабрувам посетителите тоа да го направат. За те што е нејасно, тука сме. Добро, тогаш јас сега да продолжам околу наставната програма, да ги презентирам предметите, модулите. Имаме задолжителни изборни модули. Инаку, ова е едногодишна стручна програма за веб дизајнер, има 550 часа. Тие часови се поминуваат во рамките на една академска година, 2 семестри и секој ден се иде на настава, малтане школски систем. Од задолжителните предмети, тука е основи на информатичка технологија, тоа се мал фонд на часови, но за секое занимање мора да знаете и да инсталирате и да ги знаете основните информатички поими. Понатаму, комуникација со клиент, многу важен модул, иако е во општо образовните. Со комуникација, со овој модул, вие веќе знаете како да пристапите до клиентот, како да работите во тим, како да видите некој посложен клиент. Така да тука Андреја е професорот и многу убаво со убава дискусија и со многу голема интеракција се совладува самиот модул. Третиот во општо образовните предмети е кариера и предприемништво, што е многу важно за секој студент кој што понатаму може да сам ја изгради кариерата, да ја види патеката на оваа професија и во која насока да се движи. Тука доаѓа понатаму интернет маркетингот и оптимизација, а тоа е општо образовен, но и малку и технички и најчесто го имаме во вториот семестар, затоа што оптимизацијата е исто многу важна улога за веб дизајн. Во вториот дел веќе влегуваме во совладување на компјутерските вештини, кои што се многу важни за дизајн, како што се Photoshop и Illustrator. Доаѓаме до клиентските веб технологии, значи мора да ги знаете кодирањата, HTML, CSS и секако корисничкиот веб дизајн Adobe XD алатката, која што веќе не е толку нова на пазарот, година и половина е актуелна. Значи Adobe ја дизајнираше долго време и прототип беше. Демо верзија имавме, но сега веќе е официјална и секоја недела има апдейт на софтверот. И се надеваме дека еден ден ќе стане малтане слична и толку голема како Photoshop или Illustrator. И во оваа алатка Adobe XD се прави прототипот. Во дизајнот се споделува прототипот, се тестира, се споделува со другите во тимот, посебно со веб девелоперите и понатаму се менува дизајнот и се согласува како што треба според корисничките искуства. Основите на корисничките искуства како теорија се прикажуваат преку UX и корисничките принципи, за да во исто време како еден вид теорија се каже и кој е процесот на веб дизајн и понатаму се преминува во малце по-сложениот дел на клиентските веб технологии, JavaScript-от, како што каже и Диме, тоа е веќе еден чекор на кај програмирањето. Затоа што целата интеракција со веб страната, значи се работи со JavaScript. И потоа преминуваме во серверските веб технологии со базите податоци, кои што ги презентира колегите. И многу убав модул има управување со веб проекти. Исто така Андреја е професорот на овој проект, на овој модул.
Од аспект на практичните предмети, кои што се во рамките на вториот семестар и се што е кажано претходно се утврдува, значи се дизајнира реална веб страна. Ние најчесто имаме дизајн за веб страна за истинствен клиент, за реален клиент, своја веб страна како портфолио. Се имплементира дизајнот, повторно се повторуваат алатките HTML, CSS и JavaScript, се прави динамична веб страна, веќе поврзана со програмирањето, со серверските веб технологии и базите, и се доаѓа до серверската околина и операциите, што е многу важен модул за да се качи сајтот на сервер. И исто така модулот кој што е многу важен за секој студент, кој што понатаму си бара средичка за да си најде работа и да почне кариерата, а тоа е портфолиото. Портфолиото на веб дизајнер е многу важен модул и со самото портфолио кој што тука ќе се изгради низ сите овие фази, може да бара работа. Во изборните модули влегуваат веб мултимедијата, веб анимацијата и дигиталното видео. Најчесто првите две се земаат од искуство од долги години, значи тие два модула влегуваат како изборни. Понатаму како вештини и компетенции кои што значи можам да ги наведам, тоа се секој веб дизајнер, значи како што до сега осетивте дека веб дизајнерот ја нема улогата само на дизајнер, ја нема само како фронтенд, туку има улога и на бекенд девелопер, значи не профи, нели фул комплетно, значи бекенд, но сите овие три фази се многу важни ако некој како веб дизајнер сака фриленс да работи и мора да ги знае. Значи почнува од планирање на развој и оперативните барања, комуницира помеѓу тимот и со клиенти, изработува спецификација на барања и прилагодување на технички можности, изработува документација и архитектура на кориснички интерфејс, креира структура, стилизира елементи и воспоставува интерактивност, поставува и тестира работа на веб проект, понатаму креира софтвер кој работи на серверска страна, понатаму изработува статични и анимирани реклами, приспособени за веб, работи интернет маркетинг, тоа е како еден вид мека вештина и оптимизира веб страници и ги познава и ги почитува прописите за авторските права. Сето ова е како еден сублимат на тоа што работи еден веб дизајнер. Доколку имате некои прашања по основа на тоа што работи, може покасно и некој од колегите да се приклучи подетално да ги објасни овие вештини и компетенции. Откако ќе се заврши едногодишната стручна програма, значи мора да кажеме што се добива како диплома или на крај. Дипломата во моментов е од СЕМОС едукација за веб дизајнер. Се уште се водиме како неформално образование. Формално постсредно образование успеавме да акредитираме Академијата за графички дизајн, а за веб дизајн ние сме негде во предпоследната фаза, бидејќи знаете и вие сте свесни со какви проблеми наидовме во текот на годинава и малку се заташка таа работа, значи ние успеавме комплетно да аплицираме до Министерството за програмата, иначе сите документи се подготвени. Се надевам дека до година оваа диплома ќе биде од Министерството за образование на Република Северна Македонија. И вториот исто многу важен сертификат што се добива, тоа е на Adobe, на ниво на Adobe Certified Associate. И тоа е многу одлична оценка за владење на апликацијата, која што се полага. Тука се полагаат на софтверите Photoshop, Illustrator и Animate. Значи тоа се тие три софтвери. Се надеваме дека како се развива софтверот XD, така ќе излезе и соодветната сертификација, па можеби до година и тој сертификат ќе влезе, значи во оваа понуда. Понатаму околу цената за веб дизајнер може да приметите дека ова се 550 часа. Не се добри цените од дека. Не се добри цените.
Јас се извинувам, но ова дополнително додека еве работи значи Миријана, јас ќе ги дефинирам цените. Иначе до 550 евра чини Академијата за веб дизајн со 550 часа за уплата до 31.7, значи има 15% попуст. Ќе го отворам сајтот во меѓувреме, рете Миријана, и ќе ги покажам цените понатаму. Една поинаква друштво би сакала да дефинирам, тоа што од искуство еве секоја година гледаме да бидеме активни, не само нели на ниво на настава, учење и резултати од учење. Нашите студенти од минатата година учествуваа на хакатонот во фирмата Symphony Solutions и работеа, нели тоа беше хуманитарен хакатон. И еве ги нашите студенти кои што работеа на една апликација, на даден бриф од нив, мислам од самите учесници, и освоија прво место на хакатонот. Сара, Благојче, Тале и Диме. Други еве интересни настани цело време секоја година ние имаме гости предавачи. Ова е Војдан Карапетков, собственикот на Карапет, дигитал маркетинг агенцијата со дел од нашите студенти. Сега јас ќе предадам презентерскиот дел на колешката Миријана, само да се исклучам Миријана. Реагираат на да молам, ако не ме слушате, пишете на чек. Може ли пиши на чекот ако не ме слушаат да пише? Може? Да. И благодарам. И следниот слайд само ако може. Значи кариерниот центар Системот едукација е формиран пред неколку години, да речам, со цел да ги поврзува нашите слушатели, нашите студенти. Јас се извинувам, тогаш на моје место ќе седне колешката, затоа што има некој програм. Дојди, Миријана. Дојди. Ајде, здраво и од местото на Ангелина, се надевам сега дека ќе се слушаме без поголеми проблеми. Значи, уште еднаш ја ти раскажам дел од работите што требаше да ги споделам, ебе уште еднаш. Да ги користам можноста да поздравам во името на Кариерниот центар при Системот едукација. Кариерниот центар како таков е формиран пред неколку години и има за цел да ги поврзе нашите слушатели со бизнис заедницата. Значи, природата на нашата работа е таква да имаме постојана комуникација и со представници на бизнис заедницата, со представници на институции, на владини, невладини организации кои што испраќаат дел од своите вработени или луѓе на кои што има потребен дополнителен развој, ги праќаат кај нас на курс од една страна и со нив соработуваме на тој начин, а на другата страна ги имаме нашите слушатели кои се студенти, невработени лица или вработени луѓе кои што сакаат да ја променат кариерата и да не се пронашли во тоа што го прават или не им е доволно лукративно, па сакаат да од тие причини да преидат во IT индустријата. Тука сме ние за да се обидувам да... Така. Значи, тука сме ние да одговориме на нивните барања за доквалификација, за преквалификација, а при тоа ги следиме најновите достигнувања
во технологијата и едукативните методи за работа. Што може да направиме? Значи, практично ние го премостуваме тој гап кој што постои помеѓу студентите, невработените лица и вработените кои што сакаат да сменат професија со бизнис заедницата и им овозможуваме представување и запознавање. Оние слушатели кои што ќе дојдат кај нас на некои од кратките курсеви, пакет курсеви или академии, кои што се истакнуваат со својата активност и работење, може да ги препорачаме. Значи, за жал нема да може да ги препорачаме сите, сепак ни е важна активноста во текот на предавањата, во текот на часовите, меѓутоа и не е доволно само да се работи тука на часове, тука е потребно многу често и дома дополнително да се работи и да се вежба. Сите оние кои што ќе се истакнат, ќе имаат можност да бидат препорачани кај нашите местоработници и партнери од бизнис заедницата и на тој начин да дојдат до посакуваната практична работа или до вработување. Може да ги препорачаме нашите слушатели само во ситуации кога си плаќаат за својот курс, пакет курсеви или академии самостојно и во случај да им покрива компанија за нивната доквалификација, нема да бидеме за жал можност да ги препорачаме од разбирливи причини. Освен тоа, се има едукација на своите слушатели кои што веќе посетувале некои од курсевите и им нуди дополнителни и големи попусти на обуките за меки вештини. Значи, исто така нудиме и кариерно советување во рамките на кариерниот центар, даваме поддршка при пишување на CV-а и исто така имаме голем, да кажам, број на обуки за меки вештини во рамките на нашата компанија Клиев. Генерално тоа е многу кратко за кариерниот центар. Јас повторно ќе го препуштам презентерството столче, ама буквално на колешката Ангелина. И така, за потенцијални прашања, значи не само за кариерниот центар, туку во врска со целата презентација, во врска со професијата, адресирате слободно до мене, Ангелина, Диме или Андреа, преку чет или вклучете се како веќе ќе процените. Има ли некој доброволец нешто ќе прашале? Гледам дека се уште немаме прашање. Јас само да дојдам до нашиот сајт, за да не остане недокажано. Немаме ни едно прашање до сега. Еве, јас сум веќе отворена на нашиот сајт. Добро, во делот академии, втората картица е за веб дизајн и еве го конкурсот за запишување, каде што се наоѓа и цената. Еве вака. Во долниот дел има една табела во која што многу убаво се гледа цената колку е. Значи 2550 евра е 157.590. За најраната уплата која што веќе замина до крајот на јуни, тогаш дававме 20%. Сега даваме 15%, но за авансна рана уплата, значи 15% од цената, тоа би значило 133.952 денара. Доколку сте заинтересирани да аплицирате за ваучер од влада, тогаш знаете дека владата доделува половина од средствата на обуката, но не повеќе од 30.000 денари. И сега, доколку вие аплицирате за оваа обука, значи оваа цена е би била намалена за 30.000 денари. Значи, вие треба да доплатите, да дофинансирате 103.952 денари. Сега, од оваа цена, за да си го задржите местото и попустот, значи ние бараме од 103.952 денари 30% да се плати до 1 август. Дали сум тука јасна, може да напишете нешто во чат или да ме прашате.
Тоа е значи околу цената и начинот значи како ние го кажуваме и попустот. Немаме прашања. Се е јасно. Да. Бојан, Евгенија, Габриела, Марија, Митко, Зоран. Ако немате прашања, еве јас само како резиме, значи професијата веб дизајнер е сеопфатна професија, многу барана професија, која што не изискува само дизајн и цртање, туку и преточување на дизајнот во код, тоа се значи фронтенд алатките, HTML, CSS, JavaScript, веќе од JavaScript ја правите и посложената и интеракцијата, значи на самата веб страна, за да после преминете во бекенд и почнете да програмирате и да ги работите базите на податоци за потребите на клиентот. Значи, вие мора да внимавате како идни веб дизајнери, како на дизајнот, да мислите на корисниците кои што ќе го отвараат вашиот дизајн и многу лесно ќе се снаоѓаат низ него и интерактивен ќе биде со многу убави елементи, предпоставувам, но мора воедно да размислувате и за клиентот кој што ве ангажирал да го изработите сајтот. Ете, како едно мало резиме околу професијата. Сега, доколку немате прашања, јас да ви се заблагодарам во мое име, во име на Миријана и до мене веќе, исто така да се заблагодарам и на колегите Андреја и Тиме, па се надевам ако имате прашања, можеби телефонски да ме контактирате, како и да е, и да се видиме, нели? И во живо, не само вака онлайн. Ето така. Диме. Чао. Поздрав, дечки. Фала на присуството. Да. Само чекайте да видам имаме едно прашање. Чао. Чао. Поздрав од мене, дечки. Шубо е да запазите се. Ето така, да. Ајде. Чао, уште еднаш. Чао. Пријатно. Чао. Пријатно.